Караман официјално е признаен како автентично македонска раса на овчарско куче, соопшти Кинолошкиот сојуз на Македонија по одлуката на Меѓународната кинолошка федерација. По сите анализи кои се правеле во процесот кој траел повеќе од 20 години, се докажало дека караманот не е само црн шар-планинец, туку е посебна раса која е автохтона за ова поднебје и е чистокрвен без примеси од други раси на кучиња. За разлика од шарпланинецот кој го делиме со уште две држави, караманот е признаен како македонско овчарско куче во светски рамки, а официјалното представување во кинолошкиот свет се очекува за летово во Болоња, Италија, како една посебна раса од сите други 380 кои што се официјално признаени во светот. Не е важно колку си голем, важно е колку ти се големи сништата. Денес сме сведоци дека сонот, кога е воден од истрајност, љубов и визија, може да стане реалност. Македонското овчарско куче Караман по 25 години посветена, тивка и макотрпна работа на кинолошкиот клуб за МОК Караман, како и Кинолошкиот сојуз на Македонија, конечно се стекна со условно признавање од Светската кинолошка федерација. За Караманот постојат записи, стари песни и преданија. Ликот на кучето Караман се појавува и на фреска во манастирот во Курбиново од 12 век, а се верува дека ова било митското куче на античките македонци, кои го имале во еден период нацртано и на грбот како символ. Битката за признавање на Караманот е започната од 98 година од неколку ентузијасти кои по селата по македонските планини собирале чисти примероци на Караман, ги одгледувале и размножувале. Почнавме да ги прибираме првите примероци од расата, субјективно гледано според нас како би требало да изгледа идната раса македонско овчарско куче Караман. Во нашиот двор, во нашите два бокса, со тек на времето дворот стана претесен за тие примероци, па купивме парцела од 2000 квадрати и тоа е уствари првиот репродуктивен центар за оваа раса. За ова национално богатство досега има помош од државата, но кинолозите укажуваат дека и натаму ќе биде потребна помош за ширење, негување и промоција на Караманот како автохтоно македонско овчарско куче во светот. Паралелно се работи и на признавање на македонскиот паничар во светски рамки, за кој процесот се уште е во тек. Според последните бројки во земјава има околу 2370 кучиња Карамани, претежно по селата и како овчарски кучиња по фармите, каде и природно припаѓаат.